Добар ден на третата панел дискусија на Зелен Цивил, организацијска единица на Цивил, како дел од проектот Зелен форум, чија цел е да обезбеди платформа за дебата за клучните зелени прашања, што понатаму ќе послужи како ресурс за понатамошно креирање и имплементација на зелени политики и практики. Уште еднаш ќе се повториме можеби, меѓутоа е добро да се знае дека зелената агенда, еколошките прашања и одржливиот развој во последните години се неизоставен дел од политичките програми, како и дел од дискусиите на институциите на државно и локално ниво, меѓутоа се дел од дебатите кои што ги води по широката јавност, граѓанското општество, медиумите, па и академската фела. Знаеме и дека постковид периодот, економската криза што настана, руската агресија против Украина, но и чекорите кои што како држава ги презимаме кон ЕУ, ги отворија вратите не само за креирање стратегии, туку за инвестирање и имплементирање на проекти што ќе може да придонесат кон зелена транзиција на земјата. Сепак, останува отворено прашањето, има ли државата капацитет и кои се факторите за одржување на зелените политики и агенти. На оваа тема денеска ќе разговараме со представничката на бизнис секторот Габриела Колебанова и со председателот на Цивил Џабир Дерала. Затоа уште на стартот ви го поставам можеби дело општо прашање, меѓутоа е и тоа како битно, колку е реална зелената агенда во Северна Македонија. Повелете. Добар ден, ви благодарам на поканата. Јас малце ќе почнам подлабоко како зелена економија. Тоа е многу еден чест израз кој што веќе е се опфатен во сите излагања на дали политичките партии, како општество, како граѓани. Меѓутоа, за да разбереме ние каде сме како општество, треба да се потсетиме од каде ова сето потекна, затоа малце ќе се вратам наназад, дека зелената економија е резултат на едни истражувања и прв пат се појавува во 1989 година, која што е изработена во редови на една група на британски економисти во Лондонскиот центар за еколошко одржлива економија и развој. Од таму понатака, сето тоа се развива и оди во насоки на развојните цели на сите општества и особено во време на економската криза во 2008 година, таа добива некоја нова афирмација и во 2012 година на конференцијата на Обединетите нации за одржлив развој се посветува едно поголемо внимание, каде што се напишани целите на кои што би се стремеле сите држави. Меѓутоа, ние овдека спаѓаме во делот на помалце развиените држави, затоа што сепак за остварување на овие цели за одржлив зелен развој има своји предности кои што имаат цена на чинење за нивно крајно остварување. Таму има и еден дел каде што има 6 приоритетни подрачја за оние кои што се помалце развиени земји. Тука како центар на зелената економија се става акцент на управување со отпадните води, одржливост и почист транспорт, зелено градење, обновливи извори на енергија, користење со управување на водите и со селекција на отпадот. Таму е фокусирано дека ние спаѓаме во овој дел на превземање на мерки за зелената економија и таму треба да ни биде фокусот. Ние како држава сме далеко од овие, да кажам, остварување на цели. Исто така во последните години имаме доста напори. Јас ќе истакнам дека ние како општество и како граѓани, мислам дека сето ова треба да се потегне од
едни регионални центри, односно да потегне како од секој граѓанин, меѓутоа главно од општините. Имаме примери за превземање на такви мерки, меѓутоа гледам дека се уште ние заглавивме на прочистување на водите со прочистителните станици, а имаме доста работа во тој дел. Ние како држава, кога ќе ја земеме, сме зелена држава. Значи, треба да работиме на одржување на она што го има, што веќе го имаме, затоа што голем дел од тоа се уништува. Еве, јас доаѓам од бизнес секторот и како ресурси за работење во одредени суровини за производството и за консумирањето и за понатамошна продажба. Сето тоа треба да го прилагодиме за да биде помалку штетно за околината, а да имаме еден поквалитетен исто така производ кој што на крај би завршил кај секој корисник. Имаме доста работа во однос на ова. Ние сите и како бизнес сектор, како граѓански организации, владини и невладини, само заеднички може да ги постигнеме овие цели. Во најновите препораки на сите светски организации кои што се во овој дел, особено Европската унија, издвојува многу значителни парични средства кои што ние треба да бидеме паметни да ги искористиме за како општество и како влада и како организации и како бизнес сектор, за да го направиме нештото како општо добро. Затоа што веќе сите тие стратегии и подзелена економија се подразбира да имаме една рамнотежа во општеството за едни заеднички општествени цели. Ви благодарам. Џабир, истото прашање? Јас би сакал да додадам пократко од ова, навистина импресивна лепеза од различни правци во кои беа представени опциите. Јас би сакал само да се надоврзам, но со една-две принципиелни белешки. Се разбира дека е реална зелената агенда, дури и да не е реална, мора да се оствари таа реална агенда, таа зелена агенда за земјава, за да можеме понатаму да обстанеме како население, бидејќи ние сме дел од тој глобален свет. Јас би рекол дека таа зелена агенда, ако зборуваме за владината зелена агенда, таа може дури и да се проширува и да добие нови компоненти. Меѓутоа, колку една агенда е реална, исто така зависи од околностите во кои се наоѓа една држава. Ние се наоѓаме во подрачје во кое зелената култура е на многу ниско ниво. За среќа можеме да кажеме дека постои политичка волја, меѓутоа остварувањето на политичката волја и остварувањето на агендите секогаш зависат и од тоа колку луѓето се вешти и колку навистина се спремни да ги спроведат плановите без да мислат на своите сопствени банкарски сметки. Знаете на што мислам, се разбира. Исто така, зелената агенда може да има големи проблеми, не само македонската зелена агенда, туку било која зелена агенда во светот, заради жестоките воени судири кои пред се во Украина, а сега гледаме и со новата војна на Блискиот Исток. Секоја зелена агенда, колку и да е богата државата, секојаш ќе трпи удар поради ваквите состојби во светот. Безбедноста секако дека е фактор кој не смее да се занемари, и глобалната, и регионалната, и државните безбедности се фактори кои влијаат на тоа дали една зелена агенда може да се оствари или не може, или во кој размер ќе се оствари. Во таа смисла зелената агенда е реална и реалистична и таа треба да се оствари, меѓутоа не може да се оствари во целост, сигурно, и заради објективните причини, се разбира, и заради
недоволните ресурси во самата земја, како човечки, така и финансиски. Спомна господја Колебанова за европските фондови, заради тоа нам ни треба што е можно побрзо интегрирање со Европската Унија, бидејќи таму не се штеди на зелената агенда. Тоа е, меѓу другото, зелената агенда е и фактор на стабилност и фактор на безбедност на една држава, а во случајов и на целата Европска Унија. Во пристапните фази кон Европска Унија, нам ќе ни се остварат, откако ќе, ако воопшто се надмине оваа политичка блокада во парламентот, ние секако ќе добиеме пристап до неверојатно големи средства од буџетот на Европска Унија и треба да бидеме паметни како држава, како институции, како бизнис, како што кажа и соговорничката, за да можеме да ги искористиме тие средства и да ја направиме таа наша зелена агенда реална, реалистична, остварлива и се разбира и да ја прошириме и во повеќе детали. За да го постигнеме тоа, нам ни треба и политичка волја која е на некој начин надвор од зелените прашања, но секако дека е компатибилна и меѓусебно зависна таа сфера на прашања. И мораме и како граѓанско општество, и како медиуми, и како граѓанки и граѓани воопшто, мораме да извршиме позитивен притисок врз политичките ентитети во земјата, да и ги отворат можностите на земјата во поглед на реализација на зелената агенда, бидејќи зелената агенда предпоставува се, практично. Зелената агенда предпоставува и благосостојба на луѓето, предпоставува подобар животен стандард, повеќе здравје и се разбира една долгорочна, одржлива перспектива на сите што живеат во една земја која е дел од глобалното семејство на држави. Зелената агенда на Западен Балкан, во која што чии принципи и области треба и ние да ги покриеме, бидејќи сме дел од тоа семејство, а и во корелација со Европскиот зелен договор, некако се чини, можеби тоа е само моја перцепција, дека стана навистина значајна и се вложи многу во неа откако стана и безбедносно прашање, од кога всушност се деси руската агресија против Украина и кога настана енергетската криза. Тогаш почна да се вложува во искористување на обновливите извори на енергија. Дали тоа е единствениот приоритет во кој што најмногу треба економски или финансиски да вложуваме и како држава, независно нели од европските пари кои што влегуваат? Господине Колебанова? Значи вака. Да, точно е тоа што го кажавте, дека ние одиме, како што забележуваме, како настане енергетската криза, како и последица на конфликтот и нашата земја беше доста погодена од тоа согласно нашиот стандард кој што е во државата. Тогаш сите почнавме да штедиме, да се прерачунуваме со грејните тела, дали на работа, ставање на соларни панели и акцентот беше ставен само на овие обновливи извори. Ние не треба да заборавиме еден момент на дигитализацијата. Значи, дигитализацијата исто влегува една и битна компонента во зелената агенда. Многу сме назад со дигитализацијата. Јас во последно време, пошто сум во работната група за Министерството за информатичко општество и администрација, каде што се кројат планови за стратегија до 2030 година, реформи на администрација, каде што влегува самата дигитализација и сето тоа. Значи, секаде испреплетена оваа зелена економија. Јас морам да кажам дека волја се има, планови се има во таа стратегија, меѓутоа меѓуинституционалната соработка не им дозволува за реализација на плановите. Јас викам, добро, ајде доста со стратегии, дајте 10 документи кои што највеќе се употребуваат во државата и ги користиме ние и како бизнес и како граѓани, ставете ги да ги имаме дигитално. Значи тука имаме
нема да оди секој да загадува и со своето возило. Има многу компоненти кои што се испреплетени за на крај дека имаме еден сегмент кој што сме го завршиле. Јас овде искрено ќе кажам дека одговорот од високо ниво на министерствата е кажано, па не може да се разбереме, например, со книгата за матични, каде што е изводот, за ние се уште да го ставиме дигитално. Што за мене, како бизнисмен, е неприфатливо. Значи, видете, ние мора да се издигнеме не само свесност да програмите за развој на оваа држава и за добробит на сите треба да ги бираме како програми без разлика на политичките партии. Значи, самото општество мора да застане зад овие агенди, затоа што ние имаме проблем на исселување со младите. Верувајте, не бегаат, затоа што им е лошо да живеат во Македонија. Ние имаме најубава храна, каде што беше и потврдено во светски рамки, убава природа, меѓутоа не знаеме да си го сочуваме тоа и за да го одржуваме. Ние имаме проблем со водата и со воздухот, што е елементарно работа за едно општество за живење. Камо ли да отидеме подалеку? Ама мора брзо да го фатиме чекорот со времето, затоа што јас сега и претходно ви кажав, ме прашувате за зелена агенда, јас една недела бев во Швајцарија и викам, леле, како да разговарам темава, верувајте, ама што е? Не дека ние не треба да измислуваме ништо, едноставно треба да ги примениме и некои нормални принципи на живење и сите ние така да се однесуваме во нашето општество. Мислам, тоа е. Джабер? Мислам дека доволно беше кажано и во врска со тоа. Се разбира дека да се надоврзаме за дигитализацијата. За жал, примерот што го даде господја Колебанова не е единствен. Ние имаме фантастични ресурси, одлични експерти во IT технологијата и во IT секторот и некако не успеваме да ги прво да ги синхронизираме, потоа и да ги искористиме тие ресурси. За жал, истото се однесува и на низа други прашања и сектори, што се однесува до самото прашање директно и конкретно за енергијата. Да, енергијата е всушност во основата на сето. Значи, енергенсите што ние ги имаме, се основа и на економскиот тек и движење и на животот воопшто и заради тоа енергенсите се апсолутно важни. Ако не и најважни во сето, во целата приказна, енергенсите не случајно станаа и оружје на војната на самиот почеток на руската војна агресија против Украина. Таа често се користела и во минатото, како оружје, исто како што имигрантите беа претворени во оружје, weaponized migrants, исто како што и житото беше претворено во оружје во оваа војна за која зборуваме. Затоа најбитно е да се мисли на енергијата, прво на енергетските ресурси, а потоа и на енергетските резерви и апсолутно што е можно побрзо, што е можно подинамично, поагресивно градење на капацитети од кои може да се искористат обновливи извори на енергија, ветерот и сонцето пред се. Во нашиот случај, бидејќи сме и сончева и ветровита земја, се разбира и сите останати облици на подобрување на енергетската слика на земјата треба да бидат високо, ако не и највисоко на агендата на било која влада, на било која операција која се спроведува во поглед на економијата, на политиката, на безбедноста и на се друго на бизнисот. И двајцата рековте, изборувавте за политичката волја и добив впечаток дека се согласувате дека ако зборуваме за наши услови и за нашата политика и државна и локална, политичка волја постои. Меѓутоа,
на малку како да заостануваме со имплементирање на одредени стратегии од едната страна. Дали тоа се должи на недостиг на комуникација на централно и локално ниво или прашањето лежи во нешто друго? Ако може јас да кажам за тоа, сметам дека политичката волја да постои, меѓутоа имплементацијата изостанува поради неколку фактори. Едниот фактор е се разбира глобалните текови и фактори за кои спомнав преска, да не ги повторувам. Меѓутоа, вие, кога ќе кажеме политичка волја, обично мислиме, политичка волја постои, обично мислиме на политичката волја на оние кои ја предводат во моментот државата. Меѓутоа, таа политичка волја не може да се препознае насекаде. Прво, не може да се види дека, освен политичка волја, која знае некојаш да биде и шминка, некои политички ентитети всушност ништо друго и немаат, освен теснопартиски и лични интереси да ќарат уште некое место директорско во некоја институција или нешто слично. Тоа е едната работа. Втората работа, вие имате целосно отсуство на политичка волја и воопшто целосно отсуство на размислување во оваа насока од големи политички ентитети кои се во моментот во опозиција. Тие попрво би ја виделе земјата завиена во мрак и во студ, само да ги оствара своите теснопартиски интереси, односно да дојдат до што е можно повеќе моќ или да ја освојат власта. Значи, тука имате еден фактор кој влијае на динамиката на спроведување на зелената агенда и на исполнување на премисите кои подразбираат политичка волја. Се разбира, не помалку важно е отсуството на знаење и на спремност и на професионализам во сите тие односи. Значи, вие ако имате политичка волја, тоа треба да го искомбинирате со конкретни мерки во кои нема да бидат пресудни партиски книшки, ниту пак ќе бидат пресудни други нешта, туку стручноста, спремноста, посветеноста на тие луѓе кои треба да ги спроведат тие проекти. Тука сме послаби од она што треба да бидеме. Не велам дека сме во катастрофална ситуација, инаку не би го имале овој напредок до сега што го имаме, меѓутоа мора да се работи на тоа. Секако дека е апсолутно важно и тоа дека во јавната свест, спремноста на граѓанското општество искрено и посветено да работи во таа смисла, а не за шминка или фолирански, и се разбира медиумите да помогнат во јакнење на јавната свест, бидејќи политичката волја во многу нешта зависи од тоа колкава е јавната поддршка на одредени политики кои зависат од политичката волја и плановите да се спроведат тие истите. Јас ке се служам во одредени работи со господин Одерала, значи не само јавниот, едноставно треба да се изврши еден притисок од јавноста за политичка волја. Моето искуство, јас милувам да кажам од собствени примери, кажува дека секој еден и граѓанин и политичар кој во моментот, пошто тие се менливи категорија, секој како поединец има деца, така живее и он тука и сака подобра средина. Меѓутоа, ние никако кога ќе се склопиме заедно, дури ни за заедничките интереси, не можеме тоа да го направиме заеднички. Значи, тоа сме ние феномен како општество. Верувајте, со секој поединечно кога се разговара, ние сме на таа линија, дека ова треба да се направи, дека сме слаби во реализација, дека многу добро тоа го ставаме на хартија. Јас ке се навратам дека во однос на дигитализацијата, па ние сме сега една од топ земјите за дигиталните номади. Тоа се оние луѓе кои што работат стекаде, каде би живееле, работат преку онлайн. Капацитети имаме и знаење кое што го бласираме надвор. Затоа што и самите себе не се цениме, па не ги цениме доволно ни другите околу нас. Колку можеме да направиме. Чие тоа знаење? Верувајте дека
видете, ние имаме такви индивидуи кои што работат за надврз, овие работи ги прават и ги изработуваат 3 пати. Од вашето искуство, што е Меѓутоа со се системското ценети знаење? надвор и не се доволно платени во нашата држава. Она што изостанува е ценење на професионалецот. Партиските вработување со партиските книжки мора да престане. Јас пак ќе се навратам и приеска, сакав да го кажам истото, го кажав во друга форма. Ќе да гласаме за програми и реализации. Веќе нека не пишува која партија еднаш да направиме еднаш, ти проба да гласаме за програми. Луѓето надвор во Европа ги гласаат програмите од луѓето. Ние сме мало општество, се знаеме меѓу нас, па да, овој го кажа, овој го напиша, овој работеше за тој проект. Таму нема, не знаат кој го напишал, тој едноставно го гледаат дали е тоа добро за средината и општеството во кое што живее. Меѓутоа и да има реализација. А за да има реализација мора да постои одговорност. Јас стално од страна на приватниот бизнес викам, овде во оваа држава има само одговорност кај приватните компании. Зошто? Нас е лесно да ни дојде инспекција и ние виднаш кога да ги платиме казните одговорност. Каде што пишува и жалбата, него одлага извршувањето. И тоа е единствено само пракса. Нека биде, значи и треба да биде така. Меѓутоа, ова да важи и секаде, и секоја институција. Еве, јас моментално сум и како председател на Совет во Институтот за стандардизација и како Совет, па ги гледам од страна и таму како функционираат работите. Далеко е од она што е како приватен сектор да кажам, пошто сум вклучена и во многу работи. Јас ви кажувам, секој поединец кај нас има визија, секој се служува дека тоа треба да биде инклузивен процес, кој што ќе биде за усред за добробит на целото општество и сето тоа. На крај кога ние ќе ја склопиме таа коцка од сите, не може да ги потуркаме работите за да се завршат. Значи имаме индивидуалци кои го поседуваат знаењето и професионалци во својата професија од едната страна, оние кои што треба да го држат системското знаење и да го спроведуваат се всушност партиски вработувања, ако добро ве разбрав, политичката волја еднострано отколку да биде значи ја има како поединец, кога оние ќе се спот, јас ви кажувам. Да, јас ви кажувам, ние сакаме вика како министерство ова да го направиме и да ги ставиме дигитално документите, меѓутоа немаме соработка со институцијава, затоа што таму не знам која партија, па не знам што, зашто овие партиски се вработени, не знам, взимаат по 500 денари за документов, кој што е јавно мислам, како да кажам, ние сме во зачаран круг, а прости се работите. А сепак мислам дека е волјата во прашање. Да, волјата е во прашање и волјата секако дека да, се извинувам само да додадам една реченица која што ми е во поентата. Зошто? Затоа што на крај пак завршуваме на собствени приоритети. Значи тргнуваме од личното, треба заеднички тоа да го направиме, пак закачуваме кај оние собствени и лични приоритети во однос на работите. И мислам дека тука ни е главниот проблем, а не дека не знаеме, немаме волја. Во националната развојна стратегија, пошто учествувам во тој прво е ставена зелената агенда. Меѓутоа и таму се објасни, не е зелено дека треба да е парков само зелен, има тука нитки, нели, во све да е вклучено и во сите ресурси за на крај да го добиеме оној паметен, експлозивен и одржлив раст. Две кратки поенти во поглед на тоа се секој поаѓа од личните интереси и тоа не можете да му го замерите на никого. Меѓутоа, ако вие јавната свест ја зајакнете и го едуцирате, тој еден што поаѓа од личните интереси, што пак ќе кажем воопшто не е за осуда, треба да знае дека и неговите лични интереси зависат од тоа колку ќе биде зелената агенда реализирана. Значи, ако вие работите во заедницата за општото добро не е ништо абстрактно или непостоечко или неопипливо. Општото добро е всушност доброто на сите заедно поединечно. И колку подобро е општото добро, колку по зајакното или повеќе
се внимава на него, толку секој поединечно може да ужива во плодовите од таквиот развој. Тоа е многу важно. Што се однесува до партиските книжки и сето тоа, јас мислам дека полека се гледаат некои промени во однесувањето на ниво на кадровски политики, во позитивна смисла на зборот, но сметам дека за да тргнат работите на вистина добро, може едноставно морате да ја преполовите администрацијата, затоа што во администрацијата имате едно чудо луѓе кои се таму со партиска книжка и кои системот го оптоваруваат толку многу што не знам каков гениалец да донесете вие на чело на одредена институција или одредено одделение кое се занимава со конкретни задачи и проекти, едноставно не оди работата напред заради тоа што имате тотална блокада. Во комбинација со блокадите што ги имате во јавноста и во парламентот и во други сегменти во власта, се разбира и на локално ниво, ова оддалеку изгледа како неефикасен систем и не оди напред. И сите го напаѓаат првиот, не гледајќи дека првиот е условен од вториот, третиот и некои други. Не сакам никого да амнестирам, се разбира дека има безброј слабости и таму, лоши одлуки постојат и таму, лоши кадровски политики или чекори постојат секаде, вклучително и на запад. Гледаме што се случува, има скандали секој 2-3 дена за некоја таква лоша кадровска одлука и во супердемократските земји. Меѓутоа, мораме да знаеме дека некои работи се условени од однесувањето на сериозни, големи политички ентитети кои имаат многу сериозни врски и многу сериозни финансии за да можат да ги спроведуваат своите операции кои ги кочат овие процеси. Во таа насока, значи веќе кога вака ги дефинираме работите и ги поставуваме со вакви системски проблеми како што вие ги наведовте, со таква некомуникација најпрви институционална, тогаш што зборуваме и за институциите на централно ниво со локалните самоуправи, претпоставувам дека и таму има проблем, тогаш дали воопшто можеме да се надеваме дека некогаш во блиска иднина може да се постигне политички консензус меѓу сите политички ентитети кои што на прво ниво најгоре као приоритет би ја ставиле зелената агенда, зелените прашања и би се сложиле дека тоа е на кое што сите заеднички треба да работиме. Дали имаме простор ние, дали сме на некој чекор поблиско до тоа остварување на политички консензус? Јас бив на дебата во врска со националната развојна стратегија каде што беше ставена зелената агенда како приоритетна и таму беа сите политички ентитети, значи од академската заедница, бизнес секторот, политичките партии. Верувате дека на тој состанок во Александар Палас се одржуваше последно. Имаше и расправи во собранието овие денови со комисиските, со комисиите. За главните точки и насоки сите беа на иста линија. Во однос на зелената агенда. Значи сите се сложи. Меѓутоа, на крај после кога се ставаат подточки и сите работи, малце, меѓутоа за главните насоки каде треба да оди државата, сите беа на иста линија. Јас верувам дека може и мислам дека треба да ги надминеме веќе сериозно таквите бариери кои што се за општо добро, значи има простор за личен развој, за она што е за личен просперитет и интерес, меѓутоа како што рековме, сите сме заедно во тие, сите би го имале бенефитот во однос на тоа. Ќе се навратам пак на дигитализацијата како главна точка во тоа. Ние, реков, треба да тргнеме и како поединци, како општини на регионално ниво. Еве, секаде веќе надвор, не знам каде нема, освен кај нас, овие дигиталното вадење на картичките за јавниот превоз.
Мислам, зошто не тргнеме од една таква работа? Затоа што имаме поголеми проблеми со јавниот превоз, Не, претпоставувам. добро, Не, не автобуси. навлегувам. Сакам Дигитализација. да кажам и онлайн да се купуваат картите, дали за меѓуградски, дали за скопскиот јавен превоз. Значи ние мора да ги поставиме веќе еднаш кај тие дигитални машини, да ги мора да почнеме од некаде. Во сите стартапи и иновации е исто испреплетена оваа зелена агенда. Пак ќе ги спомнам фондовите кои што мора да се насочиме да ги искористиме и во предпристапните приговори. Јас бев лани во Брисел на една конференцијата каде што беа презентирани тие фондови. Јас стварно морам да кажам и во влада кај нас кажав зашто немавте представници од владата, затоа што беа посебен дел за владини институции, за иновативните, посебен дел за невладините и приватниот бизнис. Таму има многу одлична соработка на меѓурегионална. Еве сега за Западен Балкан ова може да го искористиме и оние кои што ги добија како првите награди и најголемите пари беа соработка помеѓу шпанците, италијаните, германците и заедно неколку градови ги прават тие проекти за воведување, дали селектирање на отпад, дали правење на проекти па едноставно заеднички за едно решение кој што го поставуваат во тие градови. Мора да се научиме малце да соработуваме со сите за да и ние искористиме во сето тоа. Да, јас се согласувам, меѓутоа да одговорам подиректно на прашањето на колешката дали има изгледи за политички консензус и политичко обединување околу зелената агенда. Мојот одговор е многу краток и јасен и тоа е не. Ако ме прашате зошто, јас ќе ви кажам заради тоа што ние сме заглавени во едно тешко калниво мочуриште во кое многу сериозни големи политички ентитети ја кочат европската агенда. Затоа што вие ако сакате да ја имате таа зелена агенда да се оствари, таа може да се оствари само со помош на фондовите од Европска унија. Ако ние влеземе, застанеме на тие шини, брзи се шините, особено во контекст на глобалните текови и безбедносни текови, брзо ќе имаме многу големи средства кои ќе ни помогнат да ја видиме таа зелена агенда остварена, па таман и со сите слабости што ги спомнавме во текот на овој разговор. Меѓутоа, европски пари за зелени прашања, за зелени клучни проекти, веќе се, колку што знам, овде. Да, достапни, се пласира и дел преку Македонско развојната банка. Да, има искористеност, пошто аплицираме преку Европската банка за обнова и развој, преку нашата развојна банка, така да се достапни и компаниите доста ги користат. Тие и треба да ги има и уште повеќе. Да, и релативно лесно се доаѓа до нив. Да, се направија доста исчекори во однос на документацијата, во однос на аплицирањето и се користат, меѓутоа ние како бизнис бараме поголем обем за и повеќе средства во однос на тоа. Јас се веќе ви кажам една обратна. Ние малце сме и како, не знам дали ќе се слушате со мене, меѓутоа и како народ тешко ги прифаќаме новите работи. Така малце ни треба повеќе време за да се прилагодиме. Еве, имавме нов закон во однос на оваа зелена економија каде што се забранија пластичните кеси. Имаше едно десетина компании кои што ги произведуваат, кај нас е добро да се од страна на бизнес аспектот заради планирањето на времено, со време да се каже дека тоа за 2 години имате период на прилагодување каде што место пластични би произвеле хартиени кеси, да се прилагоди производството, да не се изгубат работни места и сето натаму. Од наша страна, да кажам, и од компаниите се бунавме зошто ќе нема работа, се даде
период на прилагодување, меѓутоа знаете како ние сме, кога ќе дојде тоа на крај, па ајде сега да го одложиме. Ето така ги правиме работите, а 2 години веќе го имаме како таков, али добро. И наоѓаме разбирање и се одложува. Затоа сакам да кажам во однос на навиките, како сега без кесата, на крај сите си имаме сега турбички около и предпазарење. А тоа е секаде присутно во Европа, не е новитет. Малце ни треба време. Или, како јас со кола не можам да застанам тука да влезам во продавницата. Сам видете. Значи, собствените навики треба да ги смениме за да дојдеме до крајната цел. Значи, ние, секој како поединец, или во советите за зелена економија, како прво е планирате го патот како да стигнете таму. Да биде пократок, нели, од каде да оди и каде. Ние не, значи палиме кола, до таму треба и тука нема паркинг, па ти сте па зошто бил 200 денари, мене ако ме прашате, јас ке ставам 1000 денари сега од центарот, па нека се растерети малце и да се научиме да одиме малце пешки. Меѓутоа, да не заборавиме... Ќе најдат врски во паркингот и ќе земат картички кои што ќе коштат 200 денари. Значи, све можно е кај нас, и па тоа е проблемот на одговорност. Меѓутоа, ние и треба да направиме паркинг. Ако биде така, треба да имаме во околина паркинг, значи треба да се направат услови за тоа ние да ги створиме новите навики и така да се однесуваме. Ако викаме возете точаци, треба да има велопатики. Така е. Веќе го и начавте, можеби не сакајќи прашањето, на кој се начин може да се злоупотребат зелените партии и дали тоа се прашања кои се директно поврзани со нив или пак се за некои други поинакви политички цели? Во контекстот за кој што сега зборувавме и за политичката волја, за политичкиот консензус и за некои пониски нивоа на власти, да речеме, ајде. Кога зборуваме за злоупотреба, доколку тоа е дозволено, и секој ќе ја прави. Дали е во однос на зелените остварувања или во било што, или во паркингот со картичките. Значи, ние како општество, ако го дозволуваме тоа така ќе биде. Нашите кои што живеат во одредени држави каде што имаме селектиран отпад, тие го селектираат. Овдека не мора, па го ставаат на исто место. Значи, самото општество ни дозволува така да се однесуваме. И секогаш го викам тоа. Ние треба да ставиме одговорност и ред, дека не може и дека колку и тој закон, и стално се осврнуваме, ама немаме законско решение. Па добро, ние ќе го направиме, стои на хартија. Значи, колку и да е тоа лошо законско решение, ако важи за сите подеднакво, не може да биде лошо. Секое законско решение е добро кога е еднакво, подеднакво за секој граѓанин на оваа држава. Значи, ние редот само може така да го доведеме. А не дека нас не дозволува само, па секој фрла, па и јас ке фрлам. Во однос на селектирање на отпад, го испуштиме да кажеме дека ние, како компании и увозници, плаќаме за увоз при секој увоз имаме од кило, плаќаме за хартија, колку, или пакувањето, и плаќаме по кило за електронски отпад. Огромни суми се плаќаат. Каде одат тие пари? Тие ги собираат колективните собирачи, а тие пари потоа треба да се потребат во општеството за цели на екологијата. Дали имате увид во тоа дали се употребуваат или не? Стално ги бараме тие, затоа што има ценовник кој што се прави од страна на Министерството за екологија. И таму има листа на фирми кои што се увозници кои што плаќаат. Ви кажувам дека има и листа на увозници кои што не плаќаат. Значи пак не сме ставили сите во системот. Тоа се сериозни суми на пари. Еве јас знам компанија која што плаќа 500.000 евра годишно. Тоа е сериозна сума на пари. Каде одат тие пари? Што видовме од тие плаќања?
Ние сакаме да допринесуваме преку тие давачки кои што се ставени од страна на државата, меѓутоа треба да ни се даде и отчет каде завршиле тие пари и што е направено со нашите пари. Апсолутно. Согласувам со вас за тоа дека транспарентноста е апсолутно важна, ако не и најважна во доменот на доброто владење. Меѓутоа, јас би се навратил на прашањето кое кажа колешката, намерно се поставени широко, за да можеме да влеземе и вие и јас, особено јас со моите 109 килограми. Но што се однесува самото прашање, значи дали и како се злоупотребуваат зелените партии, јас би го проширил малку тоа прашање, зелените партии, воопшто зелените иницијативи, зелените невладини организации и така натаму, зелената идеја, ако сакате, не е само во Северна Македонија трендот, тој тренд се забележува веќе подолго време и во Западна Европа, во земјите на Европска Унија, како и во други демократски држави на Западот, каде што се бележи дека ултрадесничарски, неонацистички и други радикални или екстремистички поединци и групи го наоѓаат своето уточиште во зелените движења, иницијативи, па и во зелените партии, ако сакате, кои оттаму зацкриени зад зелената агенда се наоѓаат слободни да продолжат со ширење на своите деструктивни и антидемократски идеи и идеологии. Јас би сакал да се навратам на една фантастична анализа на објавена на Цивил медија од колегата Дехран Муратов, кој анализираше еден говор кој се однесуваше на протест, кој се слушна на протестот против така наречените рудници на смртта. Едноставно, некои таму ја злоупотребиле говорницата и воопшто иницијативата за да можат да промовираат нешто што е речиси идентично на паролите на германските нацисти во 30-тите години од минатиот век. Односно, крв и почва во различни варијанти, тоа е слоганот, во различни варијанти се слушна на тој говор. Да не зборуваме за алузиите, па и директните пораки кои се однесуваа на други етнички заедници во земјава и кои предизвикаа бранна говор на омраза врз етничка основа, кои немаат врска со зелените прашања, ниту пак со прашањето на рудниците на смртта или зелените барања на граѓанките и граѓаните. Тоа што треба да се направи, како да се надминат овие состојби? Оваа мала илустрација што ви ја дадов не е единствена, не е уникатна, па ајде сега се случил инцидентот. Тоа се бележи како тренд и не само во Северна Македонија, реков, туку и во други демократски држави, каде што зад зелените идеи се кријат ултранационалистички и ултрадесничарски идеи. Се под паролата ние сакаме нашата природа, ние сакаме нашата земја да биде чиста и знаете тоа може да има двосмислено значење. Чиста Македонија може да значи и чиста еколошки чиста Македонија со чист воздух, со чисти улици и со чисти извори на енергија, меѓутоа може да значи и етнички чиста, што е нели и геноцидна порака која влегува и во доменот на кривичниот закон, а не само во прекршочните регулативи. Тоа го гледаме и во Германија, го гледаме и во Велика Британија, во Франција, го гледаме во повеќе земји на Западот, меѓутоа таму каде што се малку посилни медиумите, јавноста и свеста, и јавната свест, таквите обиди често завршуваат со силна осуда
широка јавна силна осуда, отфрлање на таквите идеи и се разбира збивање на таквите групи, групации, па и политички партии во аголот каде што седат и останатите ултранационалисти и кои за жал се во некаков подем, меѓутоа се уште се во малцинство во тие земји. Ние како мала земја која има која е фрагментирана по различни основи, и по политички, и по етнички, и по културни основи, ние како сиромашна земја и исто така земја во која медиумите се во таква состојба тажна во каква се наоѓаат, и со политичката култура таква каква што е, сме во опасност таквите идеи да пенетрираат, да се инфилтрираат во зелените движења, во зелените иницијативи, во зелените партии или разни проекти кои се со предзнак од зелено, а всушност работат на сосема друга агенда. Се во ова што го кажав, истото се однесува и на широко отворената авенија за руско влијание, малигно влијание во земјава, токму преку зелените иницијативи. Пак ќе се навратам на прашањето, извинете што ве прекинав, значи што треба да се направи, како да се надмине овој тренд, еве конкретно кај нас? Таквото инфилтрирање или злоупотребување на зелените агенди? Деноноќна заложба на сите оние кои го виделе тоа и да работат и понатаму така како што работеле. Тоа е едната работа и мислам дека е малку и демагошки да се каже тоа. Ако не кажете и некоја конкретна мерка, се разбира. Мислам дека и на национално ниво владата, институциите мораат да работат малку повеќе и поажурно во заштита на јавниот интерес и во заштита на безбедноста на земјата. Бидејќи тоа може да стане. Не е, меѓутоа може да стане безбедносен проблем, особено ако зборуваме за руските малигни влијанија. А се разбира дека и големите донатори, Европска Унија и други во тој дел мора да помогнат со средства, со ноу-хау и со политичка поддршка и охрабрување тоа јадро прогресивно да биде што е можно посилно, повлијателно и конечно и да се пресмета со да се пресмета во јавноста со аргументи и со излегување на јавната сцена, не ме сваќате погрешно, да ги стави тие таквите групации на местото каде што има местото и во други нормални демократски земји. Не велам да се испод затворот, нормално тоа би се случило во некоја друга земја од друг тип, меѓутоа да бидат јасно идентификувани, а јавноста да ги осуди и да ги отфрли таквите тенденции. Само ќе додадам дека според европските истражувања недовербата во институциите доведува до зголемено работење на сивата економија, направење на тука влегуваат и дезинформации и злоупотреби. Значи ние треба да си го зголемиме довербата кон институциите, за тие потоа да можат да ги превземат конкретните мерки на оние кои што шират. Дали злоупотреби се прават во било која сфера, дали се дават дезинформации, дали се работи на црно. Малку позитивно да размислуваме, еве зборувавме за обновливи извори на енергија како еден од приоритетите во кои што државата вистина вложува, зборувавме за нешто во кое што треба да се вложува, како што рековте, тоа е дигитализацијата. Според вас, која е она клучното или кои се клучните приоритети, долгорочно да размислуваме, во кои што треба да се вложува во наредните 10 години? Вака, пошто ние милуваме да кажуваме ништо, ама не до крај, за да така бидеме разбирани, па вака е супер. Значи, кога ќе кажеме обновливи извори за енергија, ние сите се свртевме кон сончевите панели.
Јас ќе ви И кажам ветерниците. една, да, ветерниците се посебна работа. Ние ветерот и сунцето не го добивме со кризата, го имавме претходно, тоа што не бевме спремни со години уназад, тоа е до нас, пак нели, заклучуваме дека е до нас и секогаш ќе биде така. Меѓутоа, ширењето на ставање на соларните панели за да се приклучите во мрежата на инфраструктурата во државата има еден голем прашалник и една нота која што не излегува да ја кажат точно колкав е капацитетот на мрежата за да може да ги прими тие. Пошто баравме закон кој што се промени и се смени с големија капацитетите, порано беше до 4, сега е до 8 мегавати, не ме фаќате за бројките точно, не сум експерт во енергетика, меѓутоа во глобални рамки ќе знам работите, пошто сум учествувала. Ние викаме да, ќе ставиме над нашава компанија панели кои што ќе ги користиме за сопствено, меѓутоа имаме вишак и ќе ја ставиме во мрежата нивна, нели, за да има и не се увезува. Па приклучок не може да добиете. Затоа што тука капацитетот не поддржува. Затоа викам, треба работите да се прават концизно. Ако зборуваме, едно е соларната, друго се ветерниците. Ветерниците може да се постават, тие директно влегуваат во систем. Меѓутоа јас на крај пак ќе речам. И која држава дозволува вие да не плаќате сметки за струја, па да сте комплетно независни? Затоа ја барам стратегијата, како и граѓанин и бизнисмен, до кој капацитет ќе прима мрежата за да се прават овие работи за влегување, да го имаме сегашниот, развојниот за иднина, ние треба да тргнеме од темелите. Секогаш од темелите за една работа, за да потоа зборуваме нешто треба да направиме. Значи, без имање на податоци вистински, не може да ги правиме за вистински развој понатаму и во ниедна работа. Ако ја немаме аналитиката точно. Значи, треба прво некои да почнат да плаќаат струја, па после ние да го решиме. Значи, све треба. Колку имаме приклучоци, каде, колку трпи мрежата за нови приклучоци, така? Па ние викаме, ние го имаме ова, може да надградиме до тоа. Ама тие што не плаќаат струја, прво тие се најголеми. Ама ја не знам кај е проблемот за да ја плаќаат струја. Пак е волјата, да? Само сакам да. Значи, све треба да го имаме и капацитетот на целата инфраструктура. Затоа што мислам дека 1000 барања чекаа за дозволи за приклучување. И малце не е само во инвестирањето. Значи, отворени се фондови преку банките, преку Европска банка за обнова и развој, преку нашите комерцијални банки за кредити кои што одма се одобруваат за ваквото инвестирање. Меѓутоа ви кажувам, да, тоа е еден дел, али другиот дел за добивање, за приклучување на мрежата е веќе друго два. И тоа друго два треба да го да не биде затоа викам приоритет за малце, решавање. да, малце треба нели по-широко или околу собирање на отпадот, ние викаме да плаќаме, зошто не ги покачивте цените, ние треба повеќе да добиеме од тоа со поголемото плаќање. Сакаме да видиме во ред, плаќаме повеќе, каде отидоа парите, што добивме повеќе. Не ние како собствено што плаќаме, меѓутоа општеството што добива повеќе, веќе кога ја имаме таа такса за еколошка такса. Така да многу сегменти се, начално имаме капацитети за да правиме и природни ресурси, значи и волја за инвестирање, може многу да се направи и само треба да има волја. Добро, јас мојата листа е многу кратка, всушност, има само една точка што треба да се направи, кои се приоритетите, а тоа е откочување на европскиот пат за земјава. Толку е. Заради тоа што после тоа ќе станат возможни сите останати сегменти кои се во зелената агенда, а кои во моментов немаат шанса или имаат слаби шанси да се реализираат. Значи, откочување на европскиот пат, влегување на брзите шини и потоа паметно користење на сите бенефиции кои тоа го
носи и мислам дека е сосема остварливо се друго, па дури и семејствата кои не плаќаат струја, можеби ќе имаат и нешто повеќе пари и ќе имаат зајакната јавна свест да ги плаќаат сметките и да биде тоа една малку похармонична ситуација. Сметам дека сепак политиката е пресудна, за жал, односно партиските политики се пресудни за жал во овој момент и кога тоа ќе се отклони, мислам дека приоритетите самите ќе се појават. Енергетиката секако дека е апсолутно важна, меѓутоа ние не можеме да се надеваме на тоа да станеме земја која ќе извезува електрична енергија, која е добиена од обновливи извори на енергија, меѓутоа секако дека можеме да станеме земја која може да извезува органска храна, органски земјоделски продукти или пак преработена органска храна. Можеме да, очигледно е дека можеме да бидеме земја која извезува вино, го видовме тоа неодамна. Сигурен сум дека земјава има одлични млечни производи, кои исто така може да бидат извезувани и да и придонесат на земјата. Видовме во претходниот проект кој го водеше Зелен цивил, дека има компании кои размислуваат и на зелен начин и гледаат профит во тоа. Што е исто така маестрално, видовме компанијата, мислам, Шар и некои други, Везе Шари, и некои други компании кои размислуваат во еколошка насока и барем така изгледа од прилозите што ги видовме и кои можат да придонесат во економијата во земјата. И мислам дека тие приоритети ние не можеме сега да ги поставиме или да ги раскажеме, заради тоа што имаме таква ситуација на политичката сцена. Само да додадам, соговорникот ме потсети дека во однос на храната и вложувањето во земјоделието и поддршката е многу битна компонента за развој на зелената економија, особено во органската храна за нашето подјавне. Како што гледаме, сите сакаат да седат во канцеларија и да работат од таму, меѓутоа се врати времето кога ние треба да се осврнеме на она што секогаш сме го имале како една најквалитетна мислам суровина и компонента, тоа е храната во нашата држава. И тука мора да ставиме што поскоро многу поголем акцент, затоа што многу брзо може да ги видиме бенефитите од тој развој. Да, и да не чекаме 10 години, да стартуваме веднаш, зашто да чекаме на ИО, кога можеме да влеземе комплетно спремни за да ги прифатиме сите предизвици кои што ќе ги донесе влезот во Европската Унија, ќе бидат многу. Претпоставувам дека ќе бидат многу. Ама нам ни требаат предпристапните фондови. А не можеме сега да ги имаме заради политичкиот глич што го има во Азија. Ред, јас ви благодарам многу за вашето учество и за отворање на многу прашања кои што не успеавме докрај да ги начнеме. Се надевам дека ќе имаме начин и можност во некоја следна прилика, особено во економскиот аспект, колку тоа чини една зелена агенда во било која држава, па и држава во развој каква што е нашата. А на сите оние кои што не следеа онлайн на Facebook страницата на Зелен цивил и на YouTube каналот на Цивил, ви најавувам повторна средба во вторник 17 октомври во 11 часот. Ви благодарам.